izvolite, da, i nije mora da budeme transparentni do kraja, izvršiti analize i kontroli. Jaz malko v nekaj detalje kažem govor, među tek imam drugu, što da se kaže. Tukaj imam jedna tabela za privatni univerziteti i ova su crvene, koliko ispunuva, ne ispunuva kulturu. Počnuvajte od nastaven kadar, prostori, naučni trudovi, dogovori su međunarodni univerziteti i tako na tomu. Isto idejata ne je da gi zatvorimo. Zato što ne je dobra odluka da se zatvora, zato što privatni univerziteti su formirani da go podigne kvalitetu na visoko obrazovanje, da ima konkurentni su javni, a ne pa se naruši kvalitetom. Međutim, javno će kažem principe, dok do početok na akademijskate godine ne uspjeva da dinamija site konstatiramo nedostatoci od inspektorata i od komisijata koja je beže formirana, сега това neko privatni univerziteti će bude zatvoreni. Međutim, ne сега u sredina na akademijska godina, međutim na početok na akademijska godina, da, će biti zatvoreni i merkite koji ih predlagamo i zakonskite rješenja ne se samo del, odnosno se samo del od aktivnosti koji ima i red drugi aktivnosti v aktuelni od zakon, ki treba da se implementira, koji kaže i rektor na Štipski univerzitet. Počnuvajte od elektronski indeks, elektronske evidencije na fakultetu, međunarodni dogovori, akreditacija na studijski program na anglijski jezik i red drugi merki. За 2013 година дозелов податокот од публикации на кои што е подпишана Словенија. Бројот на публикации е околу 3000 во Thomson Reuters. При тоа не знам зашто цело време избегнувате од Скопус. Скопус е порелевантна база на податоци, заради тоа што е тоа европскиот Thomson Reuters, а е малку по-богата во однос на списанија отколку Thomson Reuters. Така што малку е помалку ригорозна, ама за нас е порелевантна. Но тоа е друго кашено. Потоа проверив, бидејќи не можете толку едноставно да пребарате за Македонија, отики ви се промеша таму Македонија, универзитетот Солон и така, одехме по универзитети. Земе тоа време, ама, значи, во Македонија имате околу 400. Тоа е редна големина помалку, јас се слушувам. 3400. Ајде сега малце да споредиме некои други параметри. Колка ви е бруто домашниот производ по глава на жител во Словенија, во споредба со оној од Македонија? Или ги спровери пред малку тоците, ќе кажам дека е речици припад. 27.000 евра и нешто Словенија, 11.000 евра и нешто Македонија. Тоа е... Што има врска тоа со пишување на учен труд? Затоа што... Или е со Србија да земем. Таму не можете да кажете дека 3 пати е поголемо за вашата служба. А е неколкократно поголемо пишувањето на научни трудови издадени во вакви списанија за кои зборуваме. Србија со 8 милиони и Македонија со 2 милиони. Белградскиот универзитет е влезен меѓу првите 10. Да знаете дека да не знаете највисокоранкиран универзитет. Ме прашувате прашања на кои што случајно премиерот го знам, треба да го знам. Морам да го знам, тоа ми е ресор. Белградскиот универзитет доби стотици милиони евра дотации, донации, како сакате кажете, инјекции од владата и успеа да го стори тоа. За наука ви требаат пари. Знаете што, ако погледнеме по глава на жито, како што вие сакате, Македонија е над просекот на Европска унија. Ние 6,5% издвојуваме секоја година за образование. Што е повеќе од просекот на Европска унија, а не издвојуваме за регион. Само 0,2% за наука. Словенија издвојува говориме сега за образование, така? Не, јас зборувам бидејќи таа е тема што ја загатнахте вие за научните трудови. Во Словенија вака што е работата, покрај речиси 3 пати трудово домашен производ по глава на жител, таа издвојува 2,1% од БВП. Ема вие 6,5%. За наука не, за наука издвојувате само 0,2%. За образование тоа што за повеќе, не, за образование е многу повеќе, видиш што викаш. што ние сме надевот просекот е. Фактите за жал говорат спротивно од ова што вие кажувате. За образование вкупно Македонија издвојува околу 3,5%.
за образование. Словенија издвоила 5,7% за образование, Македонија издвоила 3,36%. Од 2014. Сите податоци се земени од податоците од извештајот за човечки развој од Организацијата на Обединените нации, освен македонскиот кој што таму го нема. Па не е точно податок кој што видат некаде од друго место се го земат. Па не може да го земат таму што го нема. Има, буџетот е јавно објавен документ, се може да провери. Говорејќи за наука, бидејќи тоа И во Државниот завод за статистика го има, така да многу не се можело да проверите, а не вака да го извадите од някој свој купус. А не воопшто. 6,5%. Највисок во регионот и повисок од просекот на Европска унија. Се зоште со една теза, дека законот треба да се повлече и според ваши видувања се прават некакви нови дополнителни анализи. Тука имаме различна позиција. Вие имате право на својата позиција. Ние тоа внимателно го слушавме што го кажате и веројатно и дел од ова ќе биде дел од нашите понатамошни анализи. Но не се согласуваме со вас дека сме бегнем со недоволна анализа на состојбите. И дека со доволна анализа. Можемо? Да, Не ограничено. Да. Значи, анализа за мене е да се презентира резултати од истражувања кои што покажуваат како е квалитетот на високото образование. Конкретно, со бројки, овде така, овде така, овде така, овде така. Јас такво нешто не видов. Ако такво нешто имате, јас многу се извинувам што сум се истрчал вака за заклучници. И второ, ние премиере сме стари пријатели од 96 година. И кога вие рековте пред малку, тоа не значи дека сме политички истомисленици, се разбира. Ама, кога вие пред малку рековте дека за ништо не е ставен капакот од озгора и дека за се има време, јас тоа, веројатно наивно како мали дете, го сватим на вистина како така. Дека се може малку да се закручи и малку да се тргне на страна, додека да се најдат релевантни аргументи. По ова последното што го кажавте, дека јас не сум се подготвил за состанокот, почнувам да се прашувам дали навистина вие изгледам уште еднаш најден. Ама тоа е мој проблем. Професор не е дал цел време со мали джокица да се услугува за сам себе. Немате така. Не се дека толку не заслужувате подобар епитет од тоа. Што да правиме со лаптап, ако не може да вас. Второ, јас реков тоа, дека се е отворено, ама со аргументи. Со аргументи што вие ги кажете. Со аргументи што сите земјишки ги можем. Тоа не сме за дебата. Та вие сте си мислите, треба да се одложи, не знам каква анкета да сме направени, точка се, ако не го прифатиме тоа, значи не сме демократски ориентирани, така? Јас ништо такво не реков, тоа се ваши зборови, само кажете ми каде сгрешите јас во поставувањето на тие едности. Ако ми кажете каде сгрешите, заради тоа што верувате да вие не ни презентирате релевантни податоци. Не, вие не ни презентирате што има лошо во предложениот предлог закон. Презентирајте ништо, што има лошо во тоа. Што има лошо да се дознае дали секој студент кој што добил било која оценка од 6 па нагоре има минимално знање за 6. Што има лошо? Кој што ќе го спроведе одбор, каде што членуваат професори и кој што професори ќе ги избере основачот на државните универзитети. Што е лошо? Ако е тоа лекот за покажување на квалитетот на студиите, Микрофон. Ако тоа треба да биде лек за покачување на катастрофалниот квалитет на студиите, за кои што никој пат не разбравме на кој ниво е, јас сум се разбира воздржан. Можам да предложам многу други лекови кои што ќе бидат поефикасни од овој. Самите вие го кажувате дека е катастрофално. Не, јас ви реков дека тоа е нешто што никој пат не сме го докажале, но вие не знам зашто само половично ме слушате. Јас слушам сега пред малци катастрофален дека. Мислам дека сте грешка кога велите дека Институтот за химија има себе. Не мислам така. Мислам дека некој тоа го одработил. Мислам дека некој имал знаење, сила да оствари соработка со најдобри универзитети во светот и да почнат заедно да работат на истражување, објавување и така. Не мислам дека тоа. Сега мислам дека е потна работа и за тоа навистина честитам на сите професори сегашни и претходни кои што година. И точно тоа има една од институтите кои што има најголем применување. Втора работа, по законот има одредба една, за која што се сеќавам дека доста дебатиравме, не согласувам и така, која што веде дека
40% од самофинансирачките средства универзитетите имаат обврска да инвестираат во наука. На универзитетот се дитира методи буџетот од самофинансирачки средства е 1,6 милиарди. На другите универзитети е некаде околу 230-250 милиони. Останалите универзитети 250 милиони евро. 4 милиони евро. На други повеќе. На УКИМ 1,6 милиарди. Тоа е поприлично голема сума. Треба 40% од овие средства да наука. Ја не сум уведен дека 25 милиони евро. Да. Ја не сум уведен дека тоа. Има една друга пракса. А тоа е да само финансирачките средства во еден добар дел се користат за хонорари и надополнување на платите кои што земаат. Идејата која се носеше ова законско решение беше тие средства повторно отидат кај професорите, но да ги земат оние професори кои што ќе се занимаваат со наука, ќе објават труд, ќе објават книга, ќе изработат проект. А не сите подеднакви. Зашто вие имате наистина голема број на трудови да земете, да имате исти приход кои што со некои кои што не објават сите во рамки на исти универзитет и во рамки на исти факултет. Кога може тие средства, 40 не може, нема мора со ова закон, да се распределат на оние кои што се занимаваат со наука. За жал, тоа не е така, ја не знам, мислам дека еден факултет тогаш, додека вака по-фокусирано следат оваа работа, еден или два факултети, мислам, Електро и Цинки, објавија интерни огласи за проекти од овие средства. Ако тоа се правеше на сите факултети, односно на сите факултети во рамки на универзитетот, верувајте ми, многу повеќе средства ќе беа вложени во научно-истражувачка работа и ефектот од тоа ќе беше неколкукратно повеќе. Бев членски правобранител на УКИМ 2 години и сега сум месец дена пред магистрирање, но сепак тоа не ме спречи или будно да ја следам состојбата во нашето високо образование, а токму како студентски правобранител имав можност 2 години да гледам зошто ние имаме потреба од реформи. И зошто јас ги поддржувам реформите во високото образование во еден глас. Значи, прва и основна работа ќе почнам со тоа што професорот Климовски го кажа, тоа е дека сите ние согледуваме нашата вистинска вредност тоа кога ќе излеземе надвор. Јас во изминатите 6 месеци правев пракса во Deutsche Bank, во Франкфурт, во регионален менеджмент, значи во отдел менеджмент. И во рамките на тие 6 месеци, јас секој петок морав да предавам еден готов проект. Мојот проект одеше на член од менеджмент одборот и членот од менеджмент одборот мене не ме прашуваше Симона зошто е проблематична презентацијата, зошто чини или зошто не чини. Мене мојот шеф постојано ми викаше: провери уште еднаш, тестирај уште еднаш, дај совршен продукт. Значи, според мене проблемот тука лежи во тоа што ние како студенти сме научени да се поминуваме полесно затоа што сме научени дека по добивањето на конечната оцена нас веќе ништо друго не следи. И искрено очекував тука повеќето од професорите да ја покренат малку и воспитната дејност која што имаат како професори, не само тоа да ни пренесат знаење, туку и да ни пренесат и вештини со кои што ние ќе се справуваме понатаму во деловниот свет. Тоа се бара. Затоа што ако тргнеме од тоа дека се бара само знаење, тогаш јас сум тотално неадекватна за надвор од Македонија, затоа што јас го познавам македонскиот правен систем, така? Јас не го познавам правниот систем на Германија. Првиот проблем со кој што се соочив и во моментот кога сватив дека ние навистина имаме потреба од државен испит, беше административната пречка во човечките ресурси. Сите други практиканти кои што почнаа со мене беа примени врз база на поените што ги има остварено од државниот испит. Сите до еден. И сите до еден универзитети ги пласираат резултатите од државните испити во Министерството за образование, каде што банките и другите корпорации понатаму директно си ги повлекуваат студентите. Значи, јас сум бев исклучок и тој исклучок бев затоа што тие ја уважија мојата државна матура средно. И кога јас го минував тој процес, зошто е тоа проблем? Проблемот е заради тоа што во банката едноставно ми кажа ние не можевме да најдеме ни еден труд од твој професор, затоа што јас аплицирав и за да пишувам паралелно по менторство магистерска теза. И одговорот во банката беше ние не можеме да соработуваме со професори кои што не можеме да ги прочитаме како објавуваат.
ние немаме зашто да поддржуваме кандидат без оглед на тоа дали си ти добра или не, без оглед на тоа дали ти работиш германско право или не, кој што ние професори не ги знаеме. Ние твојот универзитет не го знаеме. Не го препознаваме. Воопшто не го препознаваат. И тоа беше искрено штета, заради тоа што јас не мислам дека Универзитет Свети Кирил Методи од Велико Тарново е порелевантен и пласира подобри квалитети на пазарот на труд од Свети Кирил Методи Ухим, од каде што доаѓам јас. Искрено сметам дека реформите за кои што се залага моментално владата се на место и се вистински момент за нас, младите, заради тоа што настрано тоа што и јас имам поминато дело од своите образовни студии надвор. Значи јас бев исто стипендиста и на Универзитетот Сорбона во Париз, што студирам правни науки. Сите деца кои што беа дојдени во Париз, сите беа дојдени поради резултатите што ги има остварено на државните испити. И јас имав можност да присуствувам затоа што немаше голем интерес од Македонија, студенти кои ќе се пријават и нормално треба малце и CV-то да биде богато за да примат таков студент. Оно што јас сакам да го кажам се три работи поради кои што сметам дека овие залагања што ги преземате како професори наспроти залагањата кои што ги читав паралелно бидејќи не бев во Македонија периодот, водат кон тоа дека ние навистина ќе го подобриме квалитетот во високото образование. Под број 1, не само праксата во Deutsche Bank, јас тоа го знам и за време на мојата работа како студентски правобранител. Постојаното тестирање, постојаното детектирање на пропустите носи кон подобар квалитет. И тоа е неспорно. Ако постојано работиме на подобрување, тогаш на крај ќе имаме совршен резултат. Воспротивно, ќе се научиме да ги прикриваме грешките, како што колку сме и не сме умешни. Втората работа е што јас не разбирам што е проблемот да се тестира веќе акумулиран квантум на знаење. Ако јас сум 100% сигурна дека сум ги положила тие испити и ако сум 100% сигурна дека сум ги заслужила тие оценки со кои што ја се пријавувам да продолжам понатаму, тогаш јас апсолутно нема да имам страф од тоа дополнително да ме тестираат. Вие говорите дека станува збор за некои основни прашања кои што секој студент треба да ги знае за минимална оцена. И тука не се согласувам, сметам дека не треба да биде за минимална оцена, затоа што ако веќе говориме за подобрување на квалитетот, треба да биде едно повисоко ниво, но за почеток сметам дека е многу добро, дури и отстапката што прави владата во текот на оваа дебата, дека ќе се смали на половина од положени испити. И тоа е добро, и тоа е добар почетен чекор, иако јас сметам дека за квалитетно високо образование треба да има исклучиво ригорозни критериуми. И трета работа е што сметам дека искрено не треба да трпат студентите поради тоа што некој не си ја врши својата работа за која што е избран. Значи, јас бев буквално оневозможена да правам коменторство во најдобрата банка во Европа и пошироко, верувам дека сите сте чуле за Deutsche Bank, само заради тоа што моите професори не објавувале редовно во ниедна датабаза и датабазата на Deutsche Bank не можеше на ниту еден портал да ги најде ниту како активни, ниту како заслужни за предонесување на науката и слично, тие се професори повеќе од 10 години на факултет. Јас сметам дека за повеќе од 10 години 1, 2, 3, 5 труда може да се објават, ако веќе имаат објавено нели и учебници. И сметам дека во име на студентите се професорите први одговорни, а второ е нели владата одговорна за подигање на општественото добро, дека вие навистина треба да ни ги овозможите на нас сите можности за ние дополнително да напредуваме. Ако сме ние авангардата на овој општество, тогаш ние треба да имаме стабилна основа. А ако таа стабилна основа не ја добиеме и од страна на универзитетите и од страна на владата, тогаш воопшто не треба да си го поставаме прашањето зошто сите бегаат надвор. И зашто сите одат надвор, и зашто ретко кој се враќа да ги имплементира стекнатите вештини и знаења, и зашто ретко кој верува во системот кој што ние уградиме. Ние се тоа ќе го сублимираме, веќе закажаме за вечерот состанок после овој настан, значи во 8 часот, ако подобро дебатата ќе го вложиме ние. Утре исто така што се што можеме да вклопиме како добра идеја во нешто предлог ќе го направиме. И уште една работа сакам да кажам. Кога се прави вака покрупна реформа, како со внесување на еден сериозно нов елемент кој што бара администрирање големо и така натаму, сегогаш има понекои работи што можеби во овој момент ќе бидат пропуштени, па подоцна ќе се надоградат и така натаму, така што јас верувам дека до спроведувањето на овој закон, а тоа е од некаде средината на 17-та, ќе дојдат и нови идеи што ќе можат да го зајакнат текстот на законот и ние нема да се двоумиме дали да ги прифатиме.
како што никогаш не сме се думеле кога имало некоја добра идеја, а ние веќе сме поминале во парламентот нешто, да после со измени и допълнат тоа го подобриме. И уште една конечно работа за крај, дека од оваа дебата излегува работи кои што укажуваат дека во иднина имаме уште многу простор за подобрување на состојбите во високото образование, пред се во делот на квалитетот, на стандардите, и дојдоа и добри идеи што не се директно поврзани сега со овие измени, а се многу добри. И ние ќе продолжиме со тие луѓе да дискутираме. Прво со нив, па потоа и пошироко. Така што јас верувам дека само денешната плюс и од другите дебати што беа до сега и од оние што во иднина ќе се случуваат на различни начини, ќе дојде еден нов бран на промени во соодветните закони со кои што дополнително ќе се крива летвичката за квалитетот во Република Македонија. И во образованието, и во сите други области. Ние не работиме само за образованието, во смисла дека само таму треба да се подобра. Тоа е многу клучно, многу важно. Генератор е на другите понатаму, но и истата филозофија на работење имаме во секоја област. Не значи дека сме безгрешни, не значи дека нешто нема да пропуштиме или дека не сме пропуштили, напротив, сите понекогаш ќе сгрешиме, но правиме се што можеме да ги преземеме недобрите идеи, се разбира да подозираме и наши добри идеи и да преземеме се што ќе дојде како добра идеја и да го вградиме во иднината на Република Македонија, барем додека граѓаните ни го даваат тој мандат.